Франција, Полска и Сенегал, Англија се следните два осминафинални надпревари на светското првенство во Катар. Не очекувате лесна задача за фаворитите, особено не за Англија. И баш ме интересира дали се сложувате и што мислите вие. Има интересни коментари на видеото. Сега чекам коментари од вас, за да видиме што мислите вие. Кој ќе погоди, кој ќе иде дале од овие два надпревари. Значи Франција, Полска и Сенегал, Англија. Кој ќе типува да видиме на Сенегал и на Полска? Мислам дека надпреварот Сенегал-Англија ќе биде поинтересен. Цела Африка навива за Сенегал, а изјавата на денот ни доаѓа од парламентот на Гана. Парламентот, добро слушнавте. И нормално, во центарот на вниманието е Хари Мегваер. И по парламенти почна да го тролаат. Во парламентот, значи, типо вика. Морам да кажам дека во Англија има еден фудбалер кој што се вика Хари Мегваер. Беше најдобар дефанзивец на светот, но Манчестер Юнајтед падна и тој стана неголема закана за екипата. Кога противниците ќе тргнат во напад, Мегваер дава голови наместо нив. Manchester United went and bought him. He became the biggest threat at the center of Manchester United's defense, tackling Manchester players and giving assists to opponents. Можете да замислите какво смеење следеше кај присутните во парламентот. Mr. Speaker, when even the opponents fail to score, Maguire will score for them. Но, со исклучок на мечот со Америка, Англија покажа многу, можеби највеќе на овој шампионат. Кейн го нема да дава голови, ама асистира. Стана првиот англиски фудбалер кој што асистирал за 3 голови на едно светско првенство после Девид Бекам во 2002 година. А Сенегал стана првата африканска селекција која што победила против јужноамериканска селекција уште после Камерун против Колумбија од 1990 година. Како што се следи светското во Африка, нигде на друго место. Погледнете како се следи надпреварот Сенегал против Еквадор во Сенегал. Лудило. Замислете како ќе биде сега со Англија. Најголем успех на Сенегал е четвртфинале од 2002 година. Токму сегашниот селектор Алиу Сисе беше капитен и лидер на таа генерација. Ви текнува ли Неел Хаджи Диуф? Каков играч од нигде блесна на светското и стана звезда, легенда. Како што кажа веќе 100 пати и сега пак ја кажам, африканските селекции ми се свиѓаат. И јас на овој надпревар ќе навивам за Сенегал. Сепак мислам дека Англија ќе тепа на крајот. Мислам дека ќе биде 2-1 за Англија. Заборавив на почетокот само да ја потсетам како што е редот, веќе, да притиснете subscribe и да кликнете на звончето за да добивате известувања за сите нови видеа во иднина. Фала. Втор меч, Франција-Полска. Бранителот на титулата со пораз влага во овој надпревар, ама како прво пласиран во групата. Добро, Дешамп ги измеша целосно картите на мечот против Тунис. Камавинг играше лев бек. Напајач играше во средина, среден играч во напад. Тој што игра лево играше десно, тој десно лево. И пораз нормално не личи на ништо. Ама Дешамп сакаше да ја зачува свежината и успеа во тоа. Поразот за нив е веќе заборавен, сега свежи ќе ударат на Полска. И мислам дека можат да одбрана на титулата. А знаете кој ќе биде најголем победник ако освојат медал? Без конкуренција, тоа ќе биде мистер Бензема. Франција отпатува со 25 играчи наместо со дозволените 26. Дешамп не повика замена за Бензема кој што се повреди еден ден пред да отпатуваат во Катар. Тој остана на списокот на ФИФА и сега ќе следува медал и за него ако освојат шампионска титула. Која легенда е? Наклон. Ако Полска има некаква предност, тоа е честни. Тој е голманот со најдобра форма на мундијалот и веќе фати 2 пенали. Левандовски е тука, ама како да не е. Остана на еден гол од светските шампионати. Па и селекторот се кажа, вика ако Роберт беше аргентинец, ќе постигнеше 5 голови. Во право си е човекот. Навивам за послабиот, за Полска и Левандовски, ама ќе си одат дома. Мислам дека Франција ќе победи со 2-0. Ама не се залетувајте, погледнете ги нивните меѓусебни дуели до сега. Да, слабо голови. Тоа е све за денес. Следете не бидејќи ќе има уште видеа. Станува уште поинтересно на мундијалот во Катар.
Утре се гледаме со уште едно видео за следните две осминафинални пресметки. Чао!